Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Продолжуваме со обработка на глава 25 од книгата Излез. Откако ќе ја завршиме, ќе проучиме и дел од стиховите запишани во глава 26. Минатиот пат застанавме кај оној дел од книгата, каде се зборува за масата со лебните приноси, како еден од предметите поставени во шаторот, конкретно во светињата. Димензиите на шаторот беа 30 лакти должина, 10 лакти ширина и 10 лакти висина. Се состоеше од два дела: светињата на светињите, 10 лакти долга, 10 лакти широка и 10 лакти висока, и светињата, 20 лакти долга, 10 лакти широка и 10 лакти висока. Во светињата на светињите беше поставен ковчегот, а врз него имаше капак на кого беа поставени два херовими кои се допираа со крилјата. Херовимите беа дизајнирани на таков начин, што нивните погледи беа насочени кон оној дел каде што првосвештеникот доаѓаше еднаш годишно и принесуваше крв. Херовимите во светињата на светињите се слика на ангелите, кои ја чува едемската градина, откако Адам и Ева направија греф и беа протерани од истата. На некој начин, првосвештеникот секоја година го гледаше тоа што Адам и Ева го гледаа, откако ја напуштија градината. Сите овие нешта се предслика на животот и делото на Господ Исус Христос. Поради неговата смрт и воскресение, ние денес имаме пристап до Бог и не ни се потребни други жртви. Всушност, не само шаторот, туку и секој предмет кој се наоѓаше во него, како и целиот старозаветен закон, се предслика на Господ Исус Христос. Масата за лебниот принос. Денес ќе читаме за предметите кои стоеа во оној дел од шаторот, познат како светиња. Таму имаше три важни предмети: жртвеникот за кадење, златниот светилник и масата каде се поставуваше лебниот принос. Овој дел од шаторот служеше за славење и обожавање на Господ. Во дворот од шаторот имаше два предмети: мијалник, кој свештениците го користеа за да се измијат пред и по извршувањето на жртвопринесувањето, и бронзен жртвеник, каде што беа принесувани жртви за греф. Така што, пред да влезат во самиот шатор, свештениците вршеа обред на измивање и жртвопринесување, па потоа влегуваа во светињата да го обожуваат Бог. Еднаш во годината, првосвештеникот влегуваше во светињата над светињите, за да се застапува за гревовите на народот. Последните неколку стихови читаме за дизајнот на масата за лебен принос. На неа во секое време требаше да има свежи лебови, и тоа да бидат наредени во два реда од по 6 леба. Причината зошто на масата имаше 12 леба е бидејќи Израел беше составен од 12 племиња. Поентата е дека за секое племе во секое време ќе има принос пред Господ. Слушнете што пишува во стих 23. Направи и маса од дрвото шитим, долга 2 лакта, а широка 1 лакот, висината да ја лакот и половина. Масата беше во правоаголна форма, 2 лакта долга и 1 лакт широка. Димензиите се исти како капакот кој беше поставен во ковчегот. И опкова ја со чисто злато, а направи и златен венец околу неа. Бог му кажа на Мојсеј да направи рамка од злато за масата, за лебот да не падне додека стои врз неа. И направи и наоколу страници 1 дланка широки со венец наоколу, а направи за неа и 4 алки од злато и прицврсти ги алките на 4 агли од нејзините 4 нозе. Како и на другите предмети од шаторот, и на масата требаше да бидат поставени алки, за да може лесно да се пренесува кога народот ќе се движи низ пустината. Стихови 29 и 30. Направи за неа чинии, кадилници, чаши и црпки со кои ќе се врши преливање, а ќе ги направиш од чисто злато. На трпезата поставувај ги секогаш лебовите принесени пред мене. Се разбира, лебот е предслика на Христос, кој рече дека е лебот на животот и вистинскиот леб кој доаѓа од небото. Масата е символ на Божјата грижа и провидение. Масата е и символ на прослава. Сетете се на параболата која ја кажа Христос, каде што пишува дека еден цар направи свадбена прослава за неговиот син. Гостите кои беа поканети не дојдоа, и затоа царот им рече на слугите да одат по улиците и да ги поканат сите кои ќе ги сретнат таму. Луѓето дојдоа, седнаа на масата, јадеа и уживаа во прославата на царот. Така што,
Масата е еден вид символ за Божиот повик кон сите луѓе да дојдат кај него и да ги уживаат неговите благослови. Масата исто така е место кое ни ја покажува Божјата грижа. На неја имаше 12 лебови, а лебот е основната намирница во исхраната на човекот. Така што, масата всушност покажува дека Бог се грижи и ќе се грижи за човекот да има храна. И тоа се однесува пред се на храната за стомакот. Без разлика дали некој верува во тоа или не, секој од нас седи на Божјата маса и ја јаде Божјата храна. Како и во случајот со ковчегот, така и масата можеме да ја толкуваме како еден вид предслика на двојната природа на Господ Исус Христос. Бог му рече на Мојсеј да ја направи масата од дрвото штитим, но околу неја да стави рамка направена од злато. Сетете се на тоа што го кажав за ковчегот, дека дрвото е еден вид слика на Исусовата човечност, а златото е слика на неговата божественост. Како што дрвото расте од земјата, така и Господ Исус имаше тело, чие потекло е од земјата, според книгата Создавање. Во првата книга од Библијата пишува дека Бог го создаде човекот од земниот прав. Златото е слика на слава и на нешто многу скапоцено. Господ Исус Христос дојде од небото за да живее на оваа земја и да не спаси. Златото е слика на небесната слава која тој ја имаше пред да дојде на овој свет, но и славата која ја има сега кога е од десната страна на Отецот. Бог му кажа на Мојсеј да стави 12 лебови на масата, во 2 реда по 6. Лебот требаше да се менува секоја сабота, а оној леб кој важеше за стар, го јадеа свештениците. Патем, сакам да кажам уште неколку нешта поврзани со тоа како маната и лебот се предслика на Господ Исус Христос. Овие нешта кои ги кажувам се мое лично верување во однос на предметите од шаторот и како истите објаснуваат и објавуваат одредени аспекти на новозаветното спасение кое ни е достапно во Христос. Маната сведочи за него како за оној кој дава живот. Самиот Исус го кажа тоа во Евангелието според Јован 6:32 и 6:35. Слушнете што пишува таму. Но Исус им рече: "Вистина, вистина ви велам, не ви даде Мојсеј леб од небото, туку мојот Отец ви дава вистински леб од небото. Јас сум лебот на животот. Кој доаѓа кај мене, нема да огладни, и кој верува во мене, нема никогаш да ожедни." Од друга страна, лебот на масата сведочи за Исус како онај кој не одржува во живот. Вечниот живот е Божиот дар кој го добиваме преку маната која дојде од небото. Секој што ја прима таа мана, го прима вечниот живот. Но, секој кој го има вечниот живот има потреба и од храна, која ќе го одржува во живот и ќе му дава сила и раст. Лебот на масата, односно Христос, е тој кој не одржува во живот. Една од грешките што ги прават некои луѓе кои се нарекуваат христијани е тоа што мислат дека Христос им е потребен само за да им даде вечен живот, а не доаѓаат кај него за да им даде сила и благодат, со која ќе ги одржува во добро духовно здравје додека се тука на земјата. Не смееме да си дозволиме да ја гледаме христијанската вера на тој начин. Христос не само што ни дава вечен живот, туку ни дава и благодат да живееме на таков начин што ќе биде во согласност со идентитетот кој го имаме како Божји синови и ќерки. Тоа е нашата мана која ни дава вечен живот. Но тоа е исто така и лебот на животот кој секојдневно не одржува. Христијаните се повикани да се хранат од Христос, од лебот на животот кој единствено може да ја засити нашата духовна глад. Самиот тој рече: "Јас сум лебот на животот." Моето прашање за вас денес е: дали се храните од Христос? Дали се храните од неговите зборови кои се запишени во Светото Писмо? Тоа е начинот на кој тој ќе ве одржи во добро духовно здравје. Единствениот начин да пораснеме духовно е ако му дозволиме да ја нахрани нашата душа со тоа што е запишано во Светото Писмо. Златниот светилник. Следните неколку стихови се однесуваат на златниот светилник. Станува збор за свеќник кој стоеше во светињата на шаторот. Стихови 31 до 33. И направи светилник од чисто злато. Светилникот нека биде кован. Неговиот столб, неговите гранки и чашки со јаболкца и неговите цветови, сите тие од него да излегуваат. 6 гранки нека излегуваат од страните. 3 гранки од едната страна на светилникот, а 3 гранки од другата страна на светилникот. 3 чашки во облик на бадемов цвет, со јаболче и цветови нека има едната гранка, и 3 чашки како бадемов цвет,
со јаболчи и цветови на другата гранка. И така нека има на 6 гранки што излегуваат од светилникот. И следните неколку стихови се однесуваат на овој предмет. Слушнете го Божјото предупредување во стих 40. И гледај да ги направиш според образецот што ти беше покажан на планината. Мислам дека светилникот е најдобрата слика за Христос во споредба со сите останати предмети од шаторот. Требаше да биде направено чисто злато, нешто што е слика на Христовото божество. Но на него имаше и свеки кои значеа светлина, а Исус кажа дека е светлината на светот. Дозволете ми да кажам уште нешто поврзано со масата со лебови. Спомнав дека таа е слика за тоа како треба да се храниме од Христос, односно неговите зборови запишани во Библијата. Ако одите во црква во која се случуваат многу активности, но не слушате проповеди преку, кои проповедникот ја храни вашата душа со зборовите на Христос, сакам да знаете дека напразно си го трошите времето. И тоа повеќе наликува на некој социјален клуб, отколку на христијанска црква. Црквата треба да биде местото каде христијаните се собираат заедно, седнуваат на Божјата маса и јадат од лебот на животот, односно од Христос. Исус исто така е и светлината, и токму затоа светилникот е многу добра слика за него. Јован во своето Евангелие напишал дека Исус е вистинската светлина која го осветлува секој човек кој доаѓа на светот. Во светот постојат многу религии и филозофии, и некои од нив имаат да кажат по нешто добро, но во многу аспекти се далеко од Божјата вистина. Христос е поразличен од сите нив, бидејќи Божјата светлина ни е прикажана во и преку него. Светилникот за кој читавме беше направен од злато и неговиот дизајн беше навистина посебен. Според тоа што го читаме во стиховите, Бог му кажа на Мојсеј светилникот да биде направен од средишен дел, кој е еден вид стебло, а од левата и од десната страна на тоа стебло да излегуваат по 3 гранки, и со тоа севкупно, заедно со средишниот дел, да се добијат 7 гранки. Секоја од гранките да завршува со чашка во облик на бадемов цвет. Ако имате време и желба, ќе ве охрабрам да се обидете да го пронајдете дизајнот на светилникот на интернет. Релативно лесно можете да го сторите тоа, а ќе ви биде од голема помош бидејќи ќе ви помогне да добиете соодветна слика на неговиот изглед. Бадемовите цветови, кои се наоѓаа на краевите од гранките, беа исто така направени од злато. Мене ме подсетуваат на жезелот на Арон, кој беше расцутен. Кога неговата позиција како свештеник беше доведена во прашање, токму цутењето на неговиот стап беше доказот со кој се покажа дека авторитетот му е даден од Бог. На сличен начин, Христовиот авторитет како Божји син беше потврден со неговото воскреснување од мртвите. Тоа не го направи него Божји син, бидејќи тој го имаше таквиот идентитет уште од вечноста. Воскресението само го потврди тој идентитет. Арон беше свештеникот кој Бог го определи, а кога тоа беше доведено во прашање, Бог го потврди неговиот идентитет преку жезелот кој расцути. Како што Арон беше првосвештеник на израелците, така и Христос е нашиот величествен првосвештеник. Тој дојде на оваа земја, зеде човечко тело и беше ист како нас со еден исклучок. Никогаш не сгреши. Во Стариот Завет, задачата на свештеникот беше да биде представник на народот пред Бог, и токму тоа го стори и Господ Исус Христос. Преку жртвата и воскресението, тој се застапи пред Отецот во име на човештвото. Не само тоа, туку тој се уште се застапува за луѓето, односно за оние кои се негови. Во посланието до евреите пишува дека тој не разбира и може да ни помогне во нашите слабости само доколку со вера доаѓаме кај него. Токму светилникот беше главниот и единствен извор на светлина во светињата, која пак беше место на славење и обожавање. Свештениците ставаа масло во светилникот, а ќе се сетите дека во некои делови од Библијата маслото е символ на Светиот Дух. Без маслото, светилникот немаше да може да дава светлина. Господ Исус рече дека ќе го прати Светиот Дух во светот и токму Духот ќе сведочи за него. На некој начин, како што маслото му помагаше на светилникот да биде извор на светлина за оние кои влегуваат во шаторот, така и Светиот Дух е оној кој ни помага да го препознаеме и доживееме Господ Исус Христос како светлината на светот. Без дејството на Светиот Дух немаше да можеме да ја согледаме Божјата убавина, големина и слава. Така што, светилникот кој се наоѓаше во шаторот
Истовремено е слика за Господ Исус Христос, но и за службата на Светиот Дух, кој дојде на овој свет за да действува во нас. Глава 26. Со тоа доаѓаме до глава 26, каде се опишани димензиите и дизајнот на завесите кои беа направени од лен. Како и претходно, и тука нема да ги читам сите стихови кои се однесуваат на овој дел од шаторот, но сакам да кажам неколку зборови со кои се надевам дека ќе ви се разјаснат овие стихови. Според дизајнот кој Бог му го даде на Мојсей, шаторот имаше 3 така наречени платништа. Првото беше направено од лен и волна. Станува збор за платниште со кое се покриваше целата конструкција на шаторот и беше направено според точно одредени димензии. Со оглед на тоа што ова платниште го покриваше целиот шатор, тоа значи дека требаше да биде 30 лакти долго, 10 лакти широко и 10 лакти високо. Веќе неколку пати ги спомнав димензиите и се надевам дека досега ги запомнивте. Интересното нешто во врска со лененото платниште е дека беше направено толку прецизно што не ја допираше земјата. Тоа беше така бидејќи Бог му кажа на Мојсей дека овој дел од шаторот не смее да ја допира земјата. За овој дел од шаторот читаме во првиот стих од глава 26. Слушнете што пишува таму. Направи искинија од 10 платништа, од пресукан лен, од сина, црвена и светло-црвена волна. Врзнив да направиш и херувими, уметничка изработка. Како што можете да забележите, нова платниште имаше и одреден дизајн, кој се состоеше од ангели херувими. Сигурен сум дека изгледаше многу убаво. Потоа во стих 7 пишува за платништето направено од козина. Потоа направи платниште од козина за покривање на скинијата. 11 такви платништа направи. Сите овие платна требаше да се сошијат заедно. Едното од платниште да е долго 30 лакти, а широко 4 лакти. Таа мерка да биде за сите 11 платништа. Во следните неколку стихови, Бог му објаснува на Мојсей дека и за овие делови од шаторот треба да се направат алки за да можат да се носат на лостови. Во стих 14 пишува за дизајнот на покривот на шаторот. И направи покрив над скинијата од овнешки кожи, црвено обоени, како и покрив од сини кожи, од озгора. Покривот на шаторот беше направен од овнешки кожи кои беа обоени во црвено и врзнив имаше сини кожи. Може би некои од вас можат да замислат како изгледаше шаторот со сите делови за кои досега читавме и размислувавме. Јас сум убеден дека овој објект беше навистина посебен и уникатен од дизајнерска гледна точка. Ако имаме време, следниот пат ќе размислуваме повеќе за платништата, но сега ќе спомнам уште неколку зборови за други делови од шаторот. Во следните неколку стихови е опишан дизајнот на штиците кои се користеа при изградбата и кои на некој начин служеа да му дадат стабилност на шаторот. Секоја штица беше широка 1,5 лакт, а долга 10 лакти, бидејќи таа беше висината на шаторот. Секоја штица имаше свое подножје, кое беше направено од сребро. Идејата со штиците беше следна. Со оглед на тоа што две од страните на шаторот беа по 30 лакти, а секоја штица беше широка по 1,5 лакт, тоа значи дека тие страни беа направени од по 20 штици. 20 штици по 1,5 лакт еднакво 30 лакти. Има и други детали, поврзани со дизајнот на шаторот, штиците и нивните подножја. Но како што можете да забележите, изградбата на шаторот во Стариот Завет подразбираше обрнување внимание на многу детали, а Бог му кажа на Мојсей како да постапи во однос на секој од нив. Следниот пат ќе размислуваме за завесите кои беа поставени однадвор на шаторот. Ќе видите како секој од нив има одредено значење. Но затоа ќе треба да почекате до следното проучување. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com.
Следете ги нашите страни низ Светото писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.